Добро вечер во уште едно издание на емисијата Триаголник. Овој пат со нас Елизабета Цветковска, член на локална акциона група Глас на селото. Добро вечер. Добро вечер. И Александра Тасич, председател на Центарот за развој, рурален развој, Бујрум. Добро вечер и од мене. Благодарам за поканата. И ви благодарам за учеството. Тука сме на една тема која што поодамна не е правена, односно промоција на природни реткости во Кумановско. Вие сте една организација, всушност станува збор за една насока која е дадена од Европската унија дека е потребно да се формираат акциони групи кои што би действувале и би помагале на локално население во одредени региони и кои што би вмрежиле, да кажеме, повеќе сегменти, бизнис сектор, невладини организации, граѓани и би решавале одредено прашање. Зошто конкретно го формирате лагот и зошто се насочивте кон промоција на природните реткости во Куманово? Значи, пред себе исто така би сакала да се заблагодарам како Александричка на вашата покана. Навистина ни е задоволство што вечерва сме тука во вашето студио се со цел да ги информираме граѓаните за одредени активности што беа превземени во изминатиот период, а нешто што следи во наредниот период. Значи, како член на Сдруженијето на граѓани, локална акциона група Гласот на селото, која беше формирана во 2009 година со една цел, како што и вие спомнавме, да ги вмрежиме граѓаните за учество на европски програми за преку Лидер програмата на Европска унија поточно. Во тој временски период со самото основање на Сдруженијето како правна форма имавме одредени активности, но поради тоа што Република Македонија не успеа да добие акредитација од Европска унија за користење на тие фондови, за жал Сдруженијето немаше можност да продолжи на работа се до моментот почеток на 2015 година. Но бидејќи спомнавте сега дека се работи за одредени активности во руралните средини, меѓу кои и промоција на убавините, Гласот на селото представуваше еден модул на сплот на луѓе во кои преку своите активности ќе направат одредена промоција на тие природни вредности и понатаму тоа би представувало основа за продолжување на понатамошни активности. Но само да се навратиме. Мора малку кратко да ја представиме Александра, чија што организација токму работи на промоција на руралниот развој, значи промоција тука влегуваат и на природни реткости, сите оние богатства кои се наоѓаат во рурална средина. Туризам, екотуризам и исто така работиме и на тема млади во руралните средини. Токму од таа причина се вклучивме и во промоција на Бислимската клисура заедно со во партнерство со Гласот на селото. Тоа е една уникатност што имаме во нашиот регион, Бислимската клисура. Имавме проект на тема дојдете, уживајте и видете ги убавините на Бислимската клисура. Проектот беше изработка на филм за клисурата, при што го користевме како промоција за повикување на инвеститори од една страна, меѓутоа и за запознавање на населението со тоа богатство што го имаме. Доволно ли е позната Бислимска клисура? Мислам дека делум е позната во Кумановско, не и во цела Македонија, особено повозрастните и сите оние кои што имале шанса да прошетаат по таква, да кажеме, една природна убавина, е позната. Искрено ви кажам, бевме и пријатно и вџашено изненадени од самата промоција на која имавме голем број на званици кои се одзваа, пред се и представници на институции, обични граѓани, представници на местни заедници и од руралните средини. По завршување на самата презентација, реакцијата на самите присутни беше како е тоа можно, значи се наоѓаме само 5 километри од една ваква убавина, а речиси ниту сме слушнале или доколку сме слушнале не сме имале можност да посетиме. Значи, бевме прилично изненадени од тоа што све имаме во наша близина, но за жал многу малце се збори и тие убавини не се познати на нашите граѓани, а морам да потенцирам посебно на нашите помлади генерации. Тука предлагам да проследиме еден прилог кој што е направен од информативната програма токму за промоцијата на Бислимската клисура под мотото дојдете, видете, уживајте, како што рече Александра, изборувајте за убавините на Бислимската клисура.
Здруженијето на граѓани на локална акциона група за рурален развој Гласот на селото Куманово и Центарот за рурален развој Бурум од село Проевце Куманово покрена иницијатива која беше поддржана од проектот на УСАИД за адаптација на земјоделството кон климатските промени, спроведуван од мрежата за рурален развој на Република Македонија. Клучна активност на проектот беше изработка на документарен филм за потенцијални инвеститори за развој на Бислимска клисура во потенцијален центар за екстремни спортови. Ова е една извонредна можност на еден ваков начин овој крај да се промовира за понатамошен развој на овој тип на туризам и за секако потенцијалните инвеститори кои што можат да најдат интерес во развивањето на оваа Бислимска клисура. Мрежата за рурален развој може исто така да каже дека овој сегмент влегува во делот на диверзификација на руралните средини, кој што исто така ги нуди можностите на сите оние заинтересирани страни, особено луѓето кои што живеат во овие краишта, во овие предели за економски развој на мали и средни бизниси кои што можат дополнително да го зголемат приходот на сите оние луѓе кои што живеат во овие краишта. Проектната идеја има за цел поширока промоција на обавините и потенцијалите за развој на Бислимската клисура, како локација која нуди големи можности за рурален развој преку повеќе форми на алтернативен туризам кој представува основа за економски развој не само во регионот, туку и пошироко. Промоцијата на обавините и потенцијалите за развој на Бислимска клисура е наменета за потенцијални инвеститори, како и за институции од локално и национално ниво, кои делуваат за рурален развој во областа на развојот на туризмот во Република Македонија, вели Елизабета Цветковска од Гласот на селото. Првиот проект, како што слушнавте од самото сценарио, е во 2013 година, каде што на повикот на Агенција за финансиска поддршка на земјоделство аплицираше општина Куманово. Проектот беше во изработка на 10 информативно-туристички мапи во табли кои се поставени долж самата клисура и летниковци се од страна на центарот, значи вториот проект беше од страна на центарот за североисточен плански регион, кој во должина од 700 метри го уредува пешачки патеки, поставија видиковац, летниковац и рукохвати. Длабокиот и импресивен кањон, бројните кратки но интересни пештери и пропасти, богатиот животински и растителен свет ја прават Бислимската клисура природен уникат на овој дел од Македонија. И самите рековте дека навистина голем број од кумановци слушнале за Бислимска клисура, но немале можност да ја посетат и од една страна бидејќи станува збор за тешко пристапен терен, да кажеме, многу тежок терен, од друга страна никогаш доволно не била доволно промовирана, ниту од страна на институциите, ниту од страна на било кои било граѓански организации. Зошто е тоа така и како дојдовте до промоција? Од каде идејата токму Бислимска клисура како природна реткост од регионот? Значи, морам да потенцирам дека за Бислимска клисура слушнавме во периодот некаде околу 2009 година, кога работевме на изработка на подстратегија за рурален развој. Значи, од самата работна група по старите генерации, односно учесници во изработка на стратегијата, ја спомина Бислимска клисура, но се задржавме на исклучиво дека имаме некој ваков кањон со природни богатства и на тоа се завршија работите. Некаде во 2013 година, на наше задоволство, се запознавме со професорот Ивица Милевски, професор на Институтот за географија на ПМФ, кој се работи за граѓани на Куманово, со живеалиште моментално во Скопје, кој во својата професија имал можност да ја проучува Бислимска клисура 15 години. Аргументите што ги презентираше на маса пред групата, значи на луѓе кои работат во развој на руралниот развој во општина Куманово, ни презентира многу богати информации за природните богатства, но и од научна гледна точка, што представуваше некој опиплив материјал што на пример е
потребно да се направи во наредниот период за да може ова туристичко место или потенцијал за развој на туризмот да биде ставено на поголемиот број на карти за привлекување на странски или домашни туристи во регионот. Секунда, господи Сетасич, вие работите повеќе време на промоција на такви, на екотуризам. Постои ли шанса Бислимска клисура толку силно да биде промовирана како потенцијал за развој? Се зависи, значи, самото богатство како Бислимската клисура е многу вредно за сите нас. Меѓутоа, зависи. Една организација или две организации не можат да направат голема промоција на самата. Меѓутоа, доколку се сплотиме сите заедно, доколку вклучиме и телевизии, доколку се вклучат и релевантните институции, може да направиме голема промоција каде што цела Македонија, па дури и надвор од Македонија ќе чует за Бислимската клисура. Не сте имале ваков голем проект досега? Досега не, меѓутоа за во иднина ќе размислуваме. Вие сте млада личност, дали сте чуле за Бислимска клисура? Искрено? За Бислимска клисура искрено јас слушнав прв пат кога се сретнав со Елизабета. Значи тогаш и стапивме во партнерство да работиме на овој проект, така да претходно не знаев. И младите генерации исто така не се запознаени. Според моето искуство, многу мал дел од нив се запознаени со оваа клисура. Така, зошто бети досега не било така промовирана оваа природна реткост? Рековте, нашиот професор, односно нашиот сограѓанин на ПМФ прв пат ја промовирал, ви споменал за Бислимската клисура и за потенцијалите. Значи, со самото иницирање од негова страна дека овој потенцијал може да биде пред се искористен за економски развој. Значи, ова е една приказна која треба да се развива можеби повеќе години, децении, се со цел да постигне одредено ниво каде што ќе има пред се бенефит граѓаните во околината на Бислимска клисура. Би ги потенцирала населението од Пчиње и од Орашац. Со тоа што самот тој факт покажува дека се работи за еден потек кој е 7 километри, се работи за една голема површина која до сега не е работено ништо за развој на тој потек, содржините се обемни и големи и е потребно сплотување на повеќе субјекти кои ќе бидат сконцентрирани да го развијат потенцијалот и да се постигне одредено ниво. Значи, збориме за еден потенцијал каде што пред се е можеби посетуван до сега од случајни минувачи, рибари, точно така, но и од авантуристи, планинари. Значи, морам да се надоврзам на муабетот што го правиме во моментов со одредени претходни проекти. Значи, последователно ние збориме сега за промоција на Бислимска клисура, но пред тоа беа превземени чекори од страна на две локални институции, тоа е општината и градоначалникот, заедно со Советот кој аплицира пред Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделство и рурален развој и искористија можност да направат, односно мапираат карти кои беа поставени во прекрасни табли на 10 локации дуж клисурата. Значи, ова Бислимска клисура можеме да кажеме дека ги зближи локалната и државната власт, односно општината и самата Агенција за финансиска поддршка која ја препозна таа потреба. Мислам дека тоа беше во 2013 година, во 2014 година по исто така потенцијал за развој на одреден проект излезе и Центарот за поддршка на Североисточниот плански регион кој изработија студија и на потек од 700 метри, само на 700 метри, збориме значи за 7 километри, успеа да трасираат патека за пешаци и успеа да направат рукохвати, едно место како Видиковац и поставени се клупи, минимален број, но за жал за тие расположливи средства од проектот го успеавме тоа. Значи сакам да кажам дека е отпочната една приказна која ќе трае во наредниот период и се бара значи сплотеност во делот на заеднички идеи, вмрежување на самите граѓани, се со цел една приказна да биде комплетирана и да може да биде понудена на пазарот за привлекување на туристи. Господин Сетасич, само што едно прашање, зошто вие се вклучивте за промоција на Бислимската клисура? Дали дека сте конкретизирани, односно акцент ставате токму само на руралниот развој? Бурум како Центар за рурален развој работи во рурални средини. Оперираме на територија општина Куманово, Старо Нагоричане и Липково. Вклучување во овој проект
пред се од една страна беше затоа што се занимаваме со промоција на туризмот, на екотуризмот, руралните средини. Од друга страна, кога ги видов и јас лично убавините на ова клисура што ги посетува, затоа што тука имаме голем број на пештери, има реката е прекрасна каде што поминуваме. Има можност за многу работи да се надоградат за во иднина, да стане популарно место, така да од тие причини се вклучи во проектот. Имате некои конкретни идеи кои што ги вметнувате? Имате, да кажеме, одредени ваши идеи кои што ги вметнува во лагот гласот на селото? Сепак станува збор, вие сте, да кажеме, две различни организации кои ете на некој начин ги... Ја би сакала да ги информирам граѓаните, па што е ЛАК? Значи, локалната акциона група представува новина во Република Македонија и е во фаза на развивање и можност за регистрирање во Министерството за земјоделство како официјален ЛАК. Значи, правната форма ние веќе ја имаме. Регистрирани сте? Да, значи збориме 2009 година. Но поради тоа што споменав, акредитацијата не ја доби Република Македонија, ние немавме можност да имплементираме понатамошни проекти. Се до овој момент, до 2015 година, каде што Министерството повторно се активира, во фаза на подготовка на подзаконски акти и вакви лагови ќе бидат регистрирани на ниво на Република Македонија. Во лаговите е специфика тоа што оснивачи и членки, пред себе ги потенцирала членките, се сите релевантни институции кои може да придонесат за развој на руралните средини. Да не се залажуваме, тука имаме секаква категорија на граѓани кои живеат во рурални средини и затоа многу битен сегмент е да бидат вклучени младите. Како би ги вклучиле младите? Тука ни се невладините организации кои во даден момент делуваат и на некој начин ќе направиме заедничка соработка да ги мотивираме, пред се да ги мотивираме, да ги мрежиме нашите соработки и секој да си ја најде својата улога во лагот. Лаговите ќе представуваат оперативни тела во одреден временски период кога ќе добиеме акредитацијата, каде што секој граѓанин, млад човек ќе може да се обрати со своја проектна идеја, лагот ќе изработи, ќе даде поддршка, ќе имплементира и на тој начин ќе почне да се решаваат проблемите во руралните средини. Тука се проблемите во руралните средини. Разговаравте ли со локалното население од Орашац и општина, бидејќи тие се најблиску едни до други? Најблиску се до Бислимската клисура, збориме на само неколку километри се. Каков е нивниот интерес? Во врска со Бислимската клисура се подразбира дека се заинтересирани бидејќи тоа е во нивна близина, така да единствено нешто што може да добијат се позитивни карактеристики од самата промоција, од една страна. Од друга страна, и самите кажуваат дека руралниот развој е запоставен на многу пониско ниво во руралните средини и потенцира дека треба да се работи на таква тематика. И сега конкретно, бидејќи јас поголем дел од работа ми е со млади во рурални средини, би сакала да апелирам и до други организации, не само јас како Бурум, да се превземе нешто, бидејќи се огромни потреби да се работи со младите во рурални средини. Не можат воопшто да се споредат ситуацијата што се случува во градовите и можностите кои ги имаат младите во споредба со оние во руралните средини. Да, малку повеќе, односно она што го кажуваат жителите на руралните средини е дека се инвестира многу повеќе во урбаните заедници отколку во руралните средини. Токму и ова е поентата на лаговите. Точно така, значи ја користам оваа можност за да благодарам на населението од општината Орашац и од околните села, затоа што беа информирани навремено за сите тие активности. Искрено да ви кажам, се потрудија да го заштитат тоа што сега беше имплементирано со овие два проекти. Значи, нивната активност, нивната желба да се вклучате на високо ниво и сметам дека треба тоа да го искористиме за во нареден период. И самите граѓани од руралните средини се свесни дека мора на некој начин заеднички да пристапиме со проектни идеи, да делуваме, а бенефитот ќе биде за нив. Што нуди Бислимската клисура? Значи, како што спомни Александра, Бислимската клисура нуди големо природно богатство. Пред се, во смисла на природно богатство. Значи имаме голем број на пештери, има одредени локации кои имаат одредени локации со биодиверзитет, има ендемски видови на растенија и на животни.
со тоа што посебно за делот на пештирите мора да потенцираме дека се наоѓаат сталактити, сталагнити кои доколку бидат уништени од страна на некои несовесни граѓани, би било жално да се уништува нешто што се создава 1000 години. Значи ова ни беше потенцирано од стручната јавност, бидејќи беа вклучени, нели рековме, во изработката на стратегијата, така да мора да бидеме многу внимателни тие убавини што ги нуди Бислимската клисура да бидат на некој начин заштитени и развиени до одреден степен кој ќе биде интересен за различна група на граѓани. Пред се за алпинисти и авантуристи. Значи станува збор за можност каде што може да се развијат екстремни спортови. Екстремни спортови, така. Ние би го потенцирале делот од самата студија која ја имат направена од стручни лица во која е потенцирано развојот на трекингот, излетничкиот туризам, силскиот туризам, ловен туризам. Риболовен туризам, значи овдека каде што низ Бислимската клисура ни е пчиња. Так. Потоа имаме спортско качување и алпинизам, солидни, значи потенцијални на одредена група на алпинисти. Спелешкиот туризам, зиплайн. Значи еден од потенцијалите што го нуди е зиплайн, маунтбајк, тури со магариња, параглајдерство до 800 метри, кајакарство и така натаму. Мора да го потенцираме и тоа дека не е само самата клисура, значи за да се направи една прекрасна приказна која ќе ги привлече туристите, тука се нудат и прекрасните специјалитети на домаќинките од руралните средини. Александра може да спомене нешто во овој дел. Слободно. Бидејќи мислам дека е повеќе упатена во тој дел на промоција на храна и од локално подрачје. Токму така, исто така може да се искористи, како што Бети спомна, да се надоврзам. Освен тие можности што ги имат и потенцијали во Бислимската клисура, може да се направи промоција и на гурманските специјалитети од Кумановскиот крај, така да во тој крај има многу домаќинки кои може да направат промоција на нашата храна, на нашите специјалитети кои се далеку прочуени, бидејќи конкретно еве јас патувам постојано и имаме проекти надвор од нашите граници на интернационално ниво. Нашата кујна, конкретно македонската и кумановската, се многу познати во Европа, така да сите први што се пробуваат нашите специјалитети кои таму ќе ги промовираме. Така да ова е еден плюс што може да се искористи при промоција на Бислимската клисура, туристите кога ќе доаѓаат да имаат простор каде да може да ја пробаат нашата кујна и нашите специјалитети. Тоа подразбира, значи мали угостителски објекти кои што ќе бидат Точно. Значи тоа е целата нашата цел. Да ги поттикнеме потенцијалните инвеститори. Значи не збориме само на институции. Институциите се знае според закон што би можело да направат. Значи тоа е во уредување, проекти од поголем карактер. Но потребно е активирање на самото местно население кој има потенцијал да се отворат нови ресторани, преноќувалишта и други угостителски објекти кои ќе бидат можност капацитетот на прилив на туристи да биде сместен во нивните капацитети. Сето тоа ќе повлече економски бенефит. Така, тоа е, значи тоа е поентата. Како велите патувате, како е на страна во Европа? Дали во руралните средини во Европа, дали максимално се искористени? За ова прашање малку ќе се задржам повеќе, бидејќи пред некое време бев во Белгија, во Брисел конкретно, на некоја средба. Имав можност да патувам во руралните средини во околина на Брисел. Не можат воопшто да се споредат со нашите. Значи, дури и најелитните населби во нашата држава се на некаде на исто ниво со руралните средини. Се искористени сите капацитети што ги имаат, инфраструктурата е на завидно ниво, имаат секакви можности, така да искрено кажано далеку сме од западните држави во руралните средини, кога станува збор за руралните средини. Ке учите ли вие од европјаните преку лаговите, бидејќи и лаговите се еден вид на европско искуство? Точно, значи тие искуства би требало да бидат пресликани како позитивни искуства во Република Македонија, но сепак го задржуваме ставот на таа автентичност и тоа што е препознатливо нашиот регион да го запази. Значи сепак не можеме да глумиме дека можеби сме Белгија, а ние сме сепак Македонија. И менталитетот на самите граѓани многу се разликува.
Така да тие сегменти ќе мора да бидат разработени во наредниот период, со тоа што сметам дека отпочнавме нешто што во наредниот период ќе се развива преку други проекти. Ќе ги обучувате ли локалното население доколку Да. дојде до одреден степен и доколку се надеваме дека успешно ќе се развие оваа промоција, овој проект на промоција на Бислимската клисура и доколку дојде до одреден степен каде што ќе е потребна обука на населението, како да ги искористат сите потенцијали кои им стојат на располагање. Природата дарила што дарила, меѓутоа треба да се Точно. искористи. Значи мора да бидеме реални дека со оваа промоција отпочнавме еден процес кој ќе биде многу макотрпен, затоа што сепак се работи за еден голем регион во кој се наоѓа Бислимската клисура. Значи мора да потенцираме дека сепак ова е една убавина која е препознатлива во североисточен плански регион. Ние знаеме дека нашите политики спрема Европска унија е на регионално ниво. За да може да постигнеме една целина, каде што еден турист во текот на денот да може да посети повеќе локации, една од потенцијалите би била Бислимска клисура. Но исто така мора да ги споменеме и другите потенцијали што се во Кратово, во Старо Нагоричане, во Липково можеби, па се до Паланка и Ранковце да не го заборам, значи бидејќи имаме 6 општини. На оваа промоција, односно скенирање на потенцијали на североисточниот регион, се работи на ниво на центарот. Значи, центарот веќе има одредени активности кои, бидејќи заедно соработуваме и еден од членовите на Лагот е самиот центар, како институција за развој на туризмот. Со ова мапирање во наредниот период во сите нивни промотивни материјали ќе се наоѓа Бислимска клисура. Значи, самото тоа да го постигнеме, мора да го подигнеме пред се информираноста на граѓаните. Значи, првата цел што треба да направиме е да бидат запознати дека постојат, нашите граѓани се запознаат со Бислимска клисура. Потоа, самите граѓани што се од близина на Бислимска клисура, кои се нивните, да кажеме и на некој начин, облигации и обврски како да се справат со предизвиците што понатаму би значило развој на тој регион и кој би бил нивниот личен бенефит. Развој на нивната рурална средина, дали тоа ќе биде како село или група на села во тој микрорегион. Значи, имаме работа на терен, информирање, едукација, воспоставување на соработка на секој можен вид. Постои ли, да кажеме, одреден отпор кај не во овој проект, туку во некои други што сте ги работеле, постои ли отпор кај руралното население при реализација на одредени проекти? Моето искуство кажува дека не постои. Сега зависи темата на проектот, што се работи во руралната средина. Моето искуство кажува дека не постои отпор, бидејќи како што веќе споменав, јас работам со младите во рурални средини. Тие се отворени за идеи, да кажеме повеќе. Да, младите се отворени за идеи, меѓутоа и кога повозрасните ќе видат дека има нешто што се случува на младите, тие се задоволни. Значи не се отфрлени од светот, не се заборавени, сепак некој работи со нив. Така да моето искуство немам лошо искуство во врска со секогаш ќе има некој што ќе коментира, што ќе даде некаков коментар, меѓутоа целокупното искуство е позитивно. Каква е состојбата во соседните држави? Веројатно имате контакти со ваши сродни организации од соседни држави. Тие се, да кажеме, што вели Бети, малку поблиски до менталитетот со нас. За соседните држави се мисли тука на Балканот или во Европа? Не, на Балканот. Иста е ситуацијата на Балканот. Заедно исто со нас во Белгија беа од Бугарија, така да иста е ситуацијата. Се наоѓаме дека сме на Балканот, зборувавме, ситуацијата и таму е. Значи руралниот развој не е на завидно ниво, иако тие се во Европска унија. Руралниот развој може да се спореди исто како кај нас. Истото се случува со Србија и со другите околни држави тука на Балканот. Постои ли, дали постои во Македонија веќе формиран лак кој што реализирал до крај Значи, проект? според законската регулатива не постои официјален лак. Туку никако сега не условуваат, значи, државните органи пред лак. Затоа што се уште Министерството за земјоделство кој ќе биде надлежно за оваа програма ја нема подготвена базата, значи рековме и во изготовка на акти, така да сега во моментов се правни субјекти кои се регистрирани и се регистрира, значи се во фаза со одредени проекти, но во моментот кога Министерството ќе ги постигне тоа ниво за регистрација на лагови, базата нивна ќе биде, значи, можност да се види кој од овие правни субјекти ќе добија, значи, можност да бидат официјално лагови.
во смисла, меѓутоа имаше одредени пишувања дека во Пелагонија одреден лак спровел проекти. Да, не знам дали е тоа точно. Значи, и во нашето име, значи на самото здружение постои лак, но официјално според регулативата не. Но и Пелагонија сепак исполнува, тоа е предлак. Предлак. Тоа значи ќе настанат лагови во момент кога ќе бидат регистрирани во министерство и официјално ќе имаат можност да ги користат средствата од лидер. Така. Дали овие средства, дали граѓаните кога разговарате на терен, без разлика дали станува збор за млади како вие што сте насочени или повозрасни, дали очекуваат финансиски средства кои што ќе бидат едноставно дадени? Збориме баш како финансиски средства, не бенефити, не изградби, не изградба на туристички објекти, не користење на алтернативни, да кажеме, средства за превоз. Дали очекуваат пари сега и веднаш? Да. Па добро, има такви случаи, но сепак кога ќе влеземе значи во диалог и на некој начин објаснуваме што е лагот, со себе добиваат друга слика кога ќе се каже финансиска поддршка во рурална средина. Значи, сепак се работи за една програма во која треба да се јакнат капацитетите во руралните средини, а за да се зајакнат капацитетите, финансиските средства ќе бидат многу лимитирани и секоја година ќе бидат зголемувани. Значи, сепак лагот и програмата се насочени кон целата заедница. Значи, не се тоа индивидуални финансиски средства. Доколку ми дозволите, само би се надоврзала на некои искуство од другите земји. Значи, имаме можност да посетиме Словенија, каде што лаговите се на високо ниво развиени, па дури овозможеле животот во руралните средини да биде покачено на толку високо ниво, каде што е направен еден тренд. Граѓаните од урбаните средини, значи Лјубљана се напушта, се населуваат во рурална средина, но инфраструктурата е комплетна. Значи имате интернет на планина на 1000 метри, така да предизвиго да се живе и да се враќаат граѓаните од урбана во рурална средина, они го имаат постигнато на многу високо ниво. За жал ние сме многу поназад, но мора некаде да се почне. Значи, во оваа ситуација, лаговите ќе представуваат одреден период на подготовка на граѓаните за учество на програма, за која во даден временски период ќе се користи програмата на ИПА 2016-2020. Аплициравте ли докаде вие сега проектот на промоција? Застанавте? Не, значи вака, оваа промоција беше благодарение на поддршката на УСАИД преку нивната програма за поддршка на земјоделството кон климатските промени спроведена од мрежата за рурален развој на Република Македонија. Благодарение на нив со самата промоција беше изготвен, значи документарниот филм и оваа брошура како пропаганден материјал. Во наредниот период нашите здруженија ќе бидат насочени кон работа на самите граѓани во руралните средини, а имаме индици од страна и на институциите кои присуствува и беа најавени на самата презентација дека ќе бидат вклучени во некои активности ова убавина во Република Македонија да биде земена под заштита на законот, дали тоа ќе биде како нешто геопарк или во некоја друга форма, ќе видиме во наредниот период од страна на Министерството за заштита на животна средина и природата. Значи тоа ќе работат стручни лица. Да. Значи, сепак ме радува фактот што секој во оваа приказна си ја најде својата компетентност и стручност. Значи, зборевме за многу сегменти од делот на развојна инфраструктура, каде што надлежноста ќе биде од страна на Центарот за регионален развој или од страна на локалната самоуправа, потоа мора се бара одржливост на проектот, односно субјект кој ќе го заштити тоа што ќе биде вложено во инфраструктура, во делот на заштита на природните богатства, Министерството за заштита, тука ни се појавува Агенција за промоција на туризам, Министерството за економија и така натаму и така натаму. Повеќе структури. Која ќе биде вашата улога сега во наредниот период од проектот промоција на Бислимска клисура? Па како што реков, значи проектот сега завршува, меѓутоа на самите нас останува и на нашата свест како ние ќе го промовираме. Така да веќе имаме предвидено некои начини на кои ќе ја промовираме клисурата, користење на нашата Facebook страна, ќе биде поставено и видеото
кое е снимено 20 на минути документарен филм во кој се зборува за Бислимската клисура и граѓаните имаат можност да ги видат тие убавини кои се снимени од Бислимската клисура. Исто така имаме предвидено да правиме промоција на нашите локални портали и на нашите локални телевизии, така да тоа се првичните чекори. Потоа ќе ја видиме реакцијата кај граѓаните, дали сепак сме постигнале нешто, сме ги запознале во врска со оваа клисура, за да после размислуваме нели подалеку во иднина што ќе преземеме. Постојат ли некои искуства кои што може да ги црпете од Македонија во однос на промоција на Бислимската клисура? Постои ли некој таков реон од кој што можете да црпите? Бидејќи спомнавте Парагвај, да сте екстремни спортови, тоа веќе има развиено, да кажеме, во Крушевскиот регион. Да, Парагвај но за зиплайн немаме информации, значи доколку постои можност да се направи, мислам дека би била прва во Република Македонија. Да, во соработка сме со другите региони, така да морам да го потенцирам вие што го спомнате Пелагониски, односно Битолскиот регион, посебно ниже поле, да кажам, таму лагот делуваше за промоција на пелистерските убавини. Значи, да, они имаат позитивно искуство, секој регион има своја карактеристика, да. Но мислам дека нешто блиско на Бислимска клисура би била матка, која мора да напоменеме дека ни беше како патека, што значи матка во денешно време, а што значи Бислимска клисура, но матка сепак се развива неколку децении во Република Македонија и сепак е систематизиран нејзиниот развој за разлика од Бислимска клисура. Какви се, например, искуствата кои што вие ги црпете од другите сродни организации кои што се од Македонија? И дали има такви организации, не сме информирани за јавноста? Во врска со промоција на рурален развој? Конкретно, значи јас не сум запознаена во Кумановскиот регион, некоја организација која работи од Македонија, зборувам. Од другите региони немам соработувано со преку мрежата имаме нешто. Да, можете да директно со некои организации, меѓутоа сме член на Националниот младински совет на Република Македонија. И тука си ги вадите контакти. Чадор организација, да, на ниво на Република Македонија, каде што присуствуваат младински организации пред се или организации за млади. Тоа е чадор организација за сите нас, каде што ги спроведуваме, правиме промоција, размена на идеи, на проекти, настани што ги имаме и промовирање, така да сите информации што ги имаме ги добиваме преку Националниот младински совет и го искористуваме за промоција на нашите проекти или настани што ги имаме. Така да во Националниот младински совет има организации кои работат на рурален развој, кои работат на екологија, така да во соработка со нив промоција конкретно за овој проект немаме работено, меѓутоа имаме работено на други теми од екологија. А од мрежата за рурален развој добивате поддршка како ЛАК? Да, значи самата имплементација на овој проект, значи како што спомнавме, филмот и пропагандниот материјал беше со поддршка на мрежата за рурален развој на Република Македонија, во која мрежа членуваме и Гласот на селото и Бујрум, и тоа беше предуслов за да ги добиеме оваа финансиска поддршка од УСАИД. Да, значи како мрежа доста се активни во делот на промоција на туризам и други активности, значи да не се залажуваме. На промоцијата на овие убавини се само еден сегмент што представува рурален развој. Значи, ако ми дозволите да го споменам дека првата активност на Гласот на селото се одвиваше во 2009 година, поддржана од мрежата, настан кој го бележиме во тој временски период беше во селото Долно Коњаре некаде ноември месец 2009, каде што имавме изложба на ретки раси и домашни животни, имавме промоција на органска храна, односно направивме сплет на тоа што представува една рурална селска средина во нашиот регион за развој на целата околија. Дали вашиот ЛАК ќе биде отворен и за други, да кажеме, Да. освен за Бислимска клисура, како тоа регион? Да. Значи, ова е само еден сегмент во даден момент кој работи лагот. Значи, рековме, лагот, Гласот на селото е регистриран да делува на територија на трите општини, тоа е Липково, Старо Нагоричане и Куманово. Во даден момент се врши регистрација на уште еден ЛАК
официјално очекуваме значи потврда од Централен регистар, ќе биде насловен АБЕР 2015 година. Тие активности се спроведуваат преку Центарот за планскиот регион, така да во според некои програмски информации што ги добиваме од Министерството, предвидени се некаде околу 25 лага да покријат територијата на Република Македонија. Некои скенирања се дека во нашиот микрорегион ќе бидат 1 до 2 лага, значи во даден момент таа правна регулатива е подготвена и потоа само ќе се чека регистрирање во Министерството за земјоделство и официјално на што го збориме лаг да биде навистина лаг, а не предлаг. Доколку се формира, доколку поминат сите законски процедури, дали граѓаните кои што едноставно не биле поканети при формирање на предлагот, може да дојдат и да станат како не, значи можеме да искористиме оваа шанса да ги информираме граѓаните дека нашите активности за посета на сите рурални средини во регионот ќе отпочнат во наредниот период, каде што ќе им биде презентирано што представува ЛАГ со можност за нивно зачленување, бидејќи треба да биде официјализирано нивното членство во самиот ЛАГ, а потоа тоа дистрибуирано до базата. Кажете ми вие какви се вашите идни активности? Дали останувате само на овој проект или работите и други паралелни? Мислам значи, дека во иднина, како што потенцирав и повикав други организации да се вклучат, она што е приоритет за Бујрум е работа со млади и луѓе со посебни потреби во руралните средини. Нешто што е неопходно, така да во иднина имаме замислено да аплицираме некои проекти со кои ќе се овозможи поддршка на младите во рурални средини, дали тоа ќе се обуки, тренинзи од разни теми, дали тоа ќе се обуки за комуникација и подигнување на нивното знаење, дали тоа ќе се обуки од практична работа, практични обуки за зголемување на нивното знаење во врска при аплицирање на работа и така натаму, се зависи од тоа какви повици ќе имаме отворено, меѓутоа тематика на која ќе се работи во иднина, на која ставаме потенцијал е младите во рурални средини. Предлагам тука пред да го завршиме разговорот малку да проследиме и дел од филмот кој што беше промовиран и кој што навистина најде на пријатен одзив кај кумановци пред се, кои што да бидеме реални знаел, најголем дел од нас се запознати со Бислимска клисура, но многу малку се оние луѓе кои што успеале некако да дојдат до неа, бидејќи сепак станува збор за мощен непристапен терен, мора тоа да го потенцираме. Екстремно непристапен терен. Самата реакција тоа, ние сме од тука, не го знаеме, беше многу очливо, посебно од представниците од образовниот систем. Така, и нашите намери, значи ни се појави како идеја понатаму, значи овој филм да биде достапен до нашите ученици, каде што ќе ја понудиме како дел од програмата која ќе биде предавана, значи во нашите основни училишта, доколку сепак нема услови да се посети тој локалитет, сепак преку филм да бидат запознаени со убавините на Бислимска клисура. Значи предлагам да проследиме дел од промоцијата на филмот.
тука значи кога проследивме дел од промоцијата, станува збор за пообемен материјал кој што ќе мора граѓаните сами да го најдат преку YouTube на Facebook, сигурно ќе го има и оние кои што се заинтересирани пред се образовните институции би можеле да го снимнат и да го проследат заедно со учениците и да ја промовираат убавината на овој мини каньон, не знам како да го наречам поинаку, бидејќи не станува збор за голем каньон како што е Димир Капија, меѓутоа сепак е 7 километри. не е ни мал. Да, не е во Не е ни секој мал. случај не е мал. Предлагам да проследиме и анкета која што ја подготвивме за информираноста на кумановци за Бислимската клисура и дали тие се запознаени со други природни реткости во нашиот регион. Те чуле за Бислимска клисура? Не сум чула, не знам. Дали сте од Куманово и дали сте биле на тој локалитет? Тоа е близу. Не сум била. Не. Од Куманово сте? Да. А не сте биле никогаш на таа локација? Не. Не сте ја чуле, не сте ја виделе? Не сме ни чуле, не виделе. Не. Не сте информирани дека во Куманово постои? Па сум слушнала, али не сум била. Сметате дека треба да се преземе нешто, да се промовира, тоа е едно раритет, да кажем. Ако е добро, што да не. Пошто не сум запознаена со тоа. Бислим, да, нема модено, а пред известно време мажот ми и децата беа шчета и многу убаво било таму. Така се пофалеа дека многу убаво место. Сте чуле дека тоа е раритет? Има нешто направено, патеки таму за држење, за кога се качуваат, убаво направено, многу беа задоволни што шетае. Јас знам дека има Бислимска клисура, само не е средено, тој не е уредено, тој е многу фино место за да се направи некој за туристи да ви посетуе, за многу убаво место е тој, само Сте биле лично? па бија сум како помлад кога сум бил, сум ишол натаму по риби, по јаката и природа Интересно е е место. створена, мо? Интересно место со... Интересно место, шума, планини, карпи, може да се направи една атракција тука, да се направи, да се развие туризам за Македонија, за Куманово посебно. Тука некаде ќе мора да ја привршиме оваа емисија. Кои се вашите завршни обраќања до јавноста и како да се зачува оваа природно богатство? Значи, ја ги повикувам сите релевантни институции на локално и на национално ниво во рамките на своите надлежности да се вклучат во развој на Бислимската клисура, се со цел, како што по некој пат веќе го повторуваме ова, да се овозможи економски бенефит пред се на нашите граѓани во руралните средини, бидејќи во изминатиот период нашите информации на терен покажа дека многу малце е направено. Потоа ги повикувам љубителите на екстремни спортови, како и на авантуристи во посетата на оваа Бислимска клисура да бидат совесни, да не ги уништуваат тие природни богатства кои се отворени за јавноста, но подлежат и на несовесно уништување на тие убави работи, посебно во пештерскиот дел. А очекувањата во наредниот период е дека овој бисер, да кажем, во нашиот регион, кој е многу малку познат, ќе биде и под капата на Министерството за екологија, која во брз временски период ќе не информира дека се работи за еден геопарк или во нека друга форма која ќе биде заштитен и можно за развој на целиот регион. И јас за крај да кажам благодарност за поканата и за тоа што ни излеговте во сусрет да направиме промоција преку оваа емисија на Бислимската клисура. Да не се повторувам, се согласувам и се придржувам кон Елизабета и тоа што го кажа. И само за крај можам да кажам дека богатството кое што го имаме, прво ние треба да го цениме и ние да го знаеме, за да дојде некој од страна и да го види и да го почитува истото. Јас ви благодарам што бевте наши гостинки и ви благодарам што слушнавме различни мислења во однос на промоцијата на туристичките потенцијали на природните реткости пред се. Се надевам дека допревме до граѓаните и се надевам дека делумно информиравме за Бислимската клисура за оние наши сограѓани кои
воопшто не се информирани за ваков раритет. Јас се благодарам за вниманието. Се надевам дека успеавме да допреме до дел од вас и да информираме за природните реткости со кои располага североисточниот регион, конкретно Куманово и Бислимската клисура. Ви благодарам за вниманието. Имајте пријатна вечер.